Ке стартувам со она што е актуелно, пописот стартуваше. Денес имавме неколку часовен прекин кој што е надминат. Официјално се вели поради прекинат интернет конекција, не поради некој дефект во самата апликација. Премиерот ке рече ова е успешен почеток. Вчера, според податоците, околу 95.000 граѓани се попишани, но имавме и примери дека одредени граѓани сепак одбија да ги пуштат попишувачите дома. Мицкоски, некако не успеав да добијам некој кристализиран став на опозицијата во однос на пописот. Она што последно го слушнав од кај вас е дека барате фингерпринт да се воведе и за време на пописот. Нешто што беше невозможно, нели, во тој цајтнот од време и после лидерската средба и лидерските што ги направивте за договор да се стартува пописот. Ве прашувам, која е пораката ваша до граѓаните? Треба масовно да излезат и да се попишат или можеби треба сепак да постои некоја воздржаност поради пандемијата? Видите, тоа што вие го споменавте околу фингерпринт терминалите, тоа беше моја идеја уште минатата година, пред една година. И тога зборувавме и за таа идеја и од страна на владеачкото мнозинство, од страна на власта, таа идеја беше отфрлена. Она што е важно е да кажеме дека одговорен за законито и точно спроведување на пописот е владата и Државниот завод за статистика. Се останато во овој процес е фолклор. Тоа што ВМРО-ДПМН го направи, уште на почетокот на оваа година, беше практично можноста да во тоа време пописот се одложи. И пописот тогаш се одложи за сега, за во септември да се реализира. Зошто? Затоа што сега ние, реализирајќи го пописот, можеме веднаш за време на локалните избори да го исконтролираме, бидејќи сега веќе на локалните избори ние ќе имаме фингерпринт терминали, односно терминали кои што ќе отчитуваат оттисоци на прст на граѓаните, и тоа ќе ни биде првиот индикатор дали владата и Државниот завод за ревизија го завршиле пописот како што треба. Индикатор? Ако ми дозволите да довршам реченица. Во смисла на тоа, мојата порака, бидејќи вие ја барате пораката мојата порака е масовно да излезат граѓаните и да се попишат. И мојата порака до македонскиот народ е да не ги слушаат и да не потлекнуваат на анационалните и антимакедонските елементи на македонската политичка сцена, кои што во овој момент се обидуваат повторно да внесат раздор помеѓу македонското ткиво и помеѓу протестните гласови, како што тоа го правеа за време на претседателските избори, кога повикуваа на бојкот на тогашниот прекрасен опозицијски кандидат, професорката Силјановска, и ја продолжија практично кариерата на Зоран Заев и владата на СДСМ. Тоа го правеа за време на минатогодишните парламентарни избори со нивните лаги и лажни ветувања, на тој начин успеа да магнетизираат дел од тие, би рекол, протестни гласови. Сега се обидоа да го одложат пописот, мислејќи дека ВМРО-ДПМН ќе го прифати сето тој, ќе бараме одлагање на пописот, а потоа следниот чекор ќе беше одлагање на локалните избори и повторно продолжување на кариерата на Зоран Заев и оваа влада на СДСМ. Откако тоа видоа дека не најавија плодна почва во ВМРО-ДПМН, почнаа да шират дефетизам, лаги и така натаму и прават огромна штета на македонското ткиво. Зошто сега ќе ви кажам? Затоа што за 6 месеци од денеска, односно од завршувањето на пописот, ние можеме да ги очекуваме првите резултати. Во меѓувреме имаме локални избори, каде што ние јасно ќе знаеме каков е етничкиот состав на граѓаните кои што излегле на тоа гласање. Колку има македонци, колку има албанци, колку има срби, турци, власи, роми, мажи, жени, на која возрастна структура тие припаѓаат. И ако имате во предвид дека по завршување на статистичка операција отприлика 2% се граѓаните кои што потоа се тестираат за да се види исправноста на таа статистичка операција, сега ние со овие очитувачи на отисок на прст и со овие терминали можеме на повеќе од 50% од граѓаните да видиме дали на вистина е спроведена оваа операција така како што треба. И конечно на крај, со победа на опозицијата на овие локални избори имаме целосно делегитимирање на власта, ново парламентарно мнозинство, нов директор во Државниот завод за статистика и тогаш ќе бидеме сите сигурни дека ќе нема практично било какво манипулирање. Да. Често се враќаат, и веднаш претпоставувам и тоа и вие ќе ме прашувате, се враќаат некои мои изјави од февруари и март месец минатата година. Да, тоа беа изјави дадени кога ние немавме јасна слика
дека ќе имаме отчитувачи на прст за време на изборите. Да, но сепак вие некако ја менувате реториката. Она што до пред известно време, скоро време го слушавме како адут за пописот, за оспорување на пописот, беше пандемијата. Да. Сега велите дека се појавува некоја тенденција на дерозирање на македонското ткиво. Од друга страна, еве да и јас како новинар не сум збунета, но и нашите гледачи. Цело време ние сме сведоци дека власта е таа која инсистираше да се спроведе пописот, а опозицијата беше таа која бараше одложување на самата пописна операција. Сега некако, целосно вие променете риториката во смисла на аргументите со кои треба да се оправда самата пописна операција. Не, риториката е потполно иста. Потполно иста каква што беше, само што тогаш беше неизвестно дали ние ќе имаме можност преку читувачите на прст да проконтролираме точноста во операцијата на, односно оваа статистичка операција попис. Сега, ако зборуваме за медицинските услови, односно здравствените услови, јас би рекол дека тие не се ништо поразлични од тоа што беше можеби март-април месец, кога јас почнав да поминував вирусот. Но денеска ВМРО ДПМН цело време апелира до владата дека овие мерки, овие протоколи кои што таа ги спроведува, се само не се судебни мерки и протоколи. Затоа што прават целосна поделба на граѓаните. И тоа не е добро. И гледаме ние секојдневно што се случува, имаме критики од угостители, од дуќанџи и така натаму. Да не навлегувам на друга тема. И затоа велиме, одговорна за спроведување успешно на оваа статистичка операција е владата и Државниот завод за статистика. Ќе ги признаете ли изборните резултати? Не можам јас априори да ви кажам дали ќе ги признам изборните резултати, додека не видиме на терен како ќе се спроведе статистичката. Како ќе завршат избори, ќе заврши оваа статистичка операција, тие податоци кои што ќе се соберат, ќе се претпоставувам анализираат, ќе се сведуваат, и потоа ќе можеме да кажеме дали тие се оно што одговара на теренот или не. Пример ќе ви дадам. Ако вие ми кажете дека во една општина има 10.000 жители, не е битно, македонци нека се етнички, а 8.000 се полнолетни, и ако на локални избори на само 2 недели после завршувањето на оваа статистичка операција попис изгледа 2.000, тогаш за што станува збор? Како можеме тоа да го признаеме? Да, но тоа значи дека тие луѓе не се тука. Да, но ако можеме да на локалните избори излезат 700, само да се докажам. Ако на локалните избори излезат, еве повторно ќе кажам, 700.000 македонци, не можам јас да кажам дека со пописот има 2 милиона македонци во Македонија. Или обратно, албанци ако излезе 200.000, да кажам дека има 600-700.000. Верувам, но пописот не ги регистрира само полнолетните граѓани кои се на избирачкиот список. Сакам малку тоа да го разјасниме за гледачите. Статистиката е математичка операција и точно може да се сведе на примерот што значи. Тоа се екзактни бројки, така, екзактна наука со која што не можеме толку лесно како во политиката со риторика да маневрираме. Сакам да речам дека избирачкиот список е сосема различен од она што ќе го добиеме како статистичка операција на терен, каде што ги внесуваме и новороденчиња, нели повозрасни, помлади и неполнолетни лица кои воопшто ги немаме на избирачкиот список. Так. Дали од тука можеме ние да влечеме некоја аналогија, дали во тоа место доминира одредена етничка заедница или не доминира? Токму тоа и го спорувам. Ако вие имате повторно, ќе се обидам да ви симулирам, имате општина со 10.000 жители. Преку статистичка операција е измерено. Пописот вели имаме 10.000 жители во општина А. Еве етнички македонци, нека се, да не бидам погрешно сватам, дека јас сум македонец. И во таа општина имаме 8.000 полнолетни граѓани. На само 2 недели по завршувањето на пописот имаме локални избори каде што дошле физички, се пријавиле, гласале 2.000 луѓе. Тогаш нешто не е во ред со тој што е спровел таа статистичка операција, туку правил пиши бриши. Така што нема лаги. Интенцијата на ВМРО ДПМН беше што поблиску да бидат доближени овие две операции, статистиката и локалните избори со фингерпринт терминалите. Во минато тоа е пракса во држави каде што имаме теренска операција попис, се прави веднаш по завршувањето и објавувањето на резултатите пробен, уште еден контролен процес на попишување на 2% од населението.
тие со локалните избори ќе имаме повеќе од 50 предпоставувам проценти од секако тие населението. ќе видат некој репер за движење Нормално, што ќе добиеме. како ние ако врз основа на тоа изведеме дека во Македонија има не знам 100 македонци, а потоа некој на пописот не вели дека има 200 или обратно 100 албанци, а на пописот некој не вели дека има 200. Имам цело време по етничка линија говориме, а сега следно треба да го зборуваме во однос на коалицијата со партиите од албанскиот Не блок. зборуваме по етничка линија. Тоа е целта на пописот. Македонија е мултиетничко општество. Какви бројки очекувате Мицковски од овој попис? Ја очекувам реални бројки. Да прашувам во контекст на иселени, доминација на македонско население, на албанско население, имате некоја рамка што се очекува? Навистина немаме никаков податок со кој што располага државата, за да можам јас сега да претпоставам, и сериозноста на местото каде што сум не дозволува таков тип на шпекулација. Но имајќи го предвид, да речеме, тие некои податоци што јас колоквијално ги собирам, колку возила се регистрирани, колку луѓе се осигурани во фондот за здравствено осигурување и така натаму сега која ќе ги Тоа се различни бази на податоци, не се спаѓаат меѓу себе. Мои колоквијални анализи, тогаш навистина бројката не би требало да биде поголема од она бројка кој што сите очекуваат, помеѓу 1.500.000 и 1.600.000 луѓе кои што се во моментот присутни во земјава. Ги нема оние катаклизмични сценарија, онлайн ќе се попишат неколку милиона луѓе и така натаму, неколку месеци трае онлайн попишувањето, мислам дека не е до 190.000. До 190.000. И не треба да се дава етнички признак, затоа што ова е статистичка операција и оваа статистичка операција треба да даде одговор како Македонија треба да се развива во иднината. Но ние сме политичарите одговорни да пред граѓаните обезбедиме фер статистичка операција, законита статистичка операција и да не се чувствува некој, би рекол, граѓанин на втори или трети, туку сите да се чувствуваат еднакви. Затоа велам, тука не се фингерпринт терминалите, кои што благодарение на инсистирањето на опозицијата, пред се мислам тука на ВМРО ДПМН, на неколку недели од завршувањето на пописот ќе можат точно да кажат по етничка подоба, колку гласале, како гласале, по полова, мажи, жени, по возрастни групи и така. Различни, да, имаме различни. Сега веќе нема импровизација. Би сакала да го завршим овој дел со пописот со мојата констатација, да ве парафразирам, односно да ве цитирам, дека повикувате на масовен одзив и на граѓаните во однос на пописот. Апсолутно масовно да се попишат, да излезат, затоа што првата контрола е веќе на следните локални избори, а најголемата контрола ќе биде по падот на оваа влада, нов премиер, од редот на ВМРО ДПМН, нов директор во Државниот завод за статистика и тоаш било какви манипулации со бројките, јас гарантирам дека се невозможни. Прогласите, да, победа сега, тоа го чував некако за на крај прашањето, како да победиш, што ќе значи таа, но се едно.